македонските компании, генерално, ако зборуваме, се уште недоволно свесни за потребата од континуирана грижа за вештините и компетенциите на своите работници, односно нема се уште стратешки пристап во перцепирањето на трудовиот ресурс како највреден или најдрагоцен ресурс во самата компанија. Од моје лично искуство, многу е мал бројот на компании во Македонија, тоа е само неколку компании од редот на најголемите компании кои што на вистина стратегиски пристапуваат во вложувањето во човековите ресурси кај своите вработени. Тука треба посебно да се стави акцент врз доживотното учење, кое што веќе долго време представува една од основните парадигми во европскиот пазар на труд, што значи перманентно професионално усовршување на вработените и нивните вештини и компетенции во текот на целиот работен век, како дел од развојните стратегии на компаниите. Тоа значи дека компанијата не треба да се базира само на квалификациите кои што вработените ги стекнале во образованието, во образовниот, редовниот образовен процес, туку треба континуирано да вложува во знаењата и вештините на своите вработени во текот на целиот работен век, а знаеме денеска со оваа дигитална и зелена транзиција која што е во тек, дека ваквите потреби од надополнување и усовршување на вештините постојано се зголемуваат. Така да голем број компаниите треба своето внимание да го насочат во таа насока, значи кон стратегиски пристап, како на пример отворање на тренинг кампови, академии и така натаму во рамките на своите капацитети за подготовка на потребната работна сила и потребните вештини и компетенции на вработените, а секако дека за да се привлечат соодветните вработени кои што нормално со соодветни побарувани вештини и знаења, секако дека компанијата треба да води и целосна грижа за своите вработени преку доследна примена на сите работнички права, за кои што имаме многу пати зборувано, кои што во некој изминат период беа значително запоставувани од страна на работодавците, но сега се повеќе доаѓаат до израз и се повеќе треба да бидат на некој начин во напреден план како еден стратешки пристап на компаниите при вработувањето и обезбедувањето на потребната работна сила. Тоа значи дека сите оние работнички права кои што се стекнати во текот на изминатите децении, како што се платена прекувремена работа, ја имаме неделата како неработен ден, обезбедување на соодветни стандарди за здравје и безбедност при работа и така натаму, доколку тие се обезбедуваат на едно високо ниво, тоа значи дека од страна на компанијата, тоа значи дека компанијата ќе биде атрактивна и многу полесно ќе може да обезбеди соодветни работници со соодветните секако вештини и компетенции кои што се побарувани од страна на бизнисот.